Драги гледачи, добро вечер. Поздрав од градскиот стадион во Скопје. Денеска е фудбалски празник. Денеска е најголемиот ден во годинашнава сезона. Гостува репрезентацијата на Холандија. Нема поголем предизвик за една фудбалска селекција од тоа на гости да дојде селекцијата, што значи многу во светскиот фудбал. Градскиот стадион во прекрасно руво, исполнет скоро до последното место. Очекуваме 90 фудбалски минути во кои очекуваме добар резултат на нашата репрезентација во настапот број 3 во првата квалификациона група од квалификациите за светското првенство. Добро вечер за Љупчо Марковски, поранешниот наш државен репрезентативец, а вечерва мој колега. Љупчо, верувам дека го имаш истото чувство и дека за секој фудбалер е навистина прекрасно чувството да се соочи со една репрезентација каква што е Холандија. Па најпрви добро вечер и поздрав до сите учесници на овој спектакл. Тоа се нашите фудбалери, противниците, сите на градскиот стадион, а за да се победи една ваква репрезентација треба да играат и оние пред малите екрани. Победа, мислам, да се победи една екипа како Холандија. Сигурно е прекрасно чувство да се настави против Холандија. Јас со мојата кариера не сум имал можност да настапам. Можам да предпоставам и да чувствувам исто како моите колеги сегашни што ќе играат дека ќе дадат максимум од себе, дури 150% од своите можности ќе се надминат и мислам дека со една борбена игра и со една, да кажам, малку и Божја помош може да се направи добар резултат дека против една велесила како што е Холандија. Ги видовме составите на двете репрезентации. Двајцата селектори го покажаа мозаикот, го направија мозаикот, го склопија мозаикот за почетокот на средбата. Кој би бил твојот коментар, дали има изненадување во составите? Па навистина од оние состави што слушаме од холандската репрезентација отсуствуваат двајца фудбалери што како и претходно во коментарот Гоце Христов кажа Ван Бастен може да си дозволи некои промени, некои своји замисли. Што се однесува до нашиот состав, за мене само малце е деликатна улогата на Александар Васовски, бидејќи до сега сме навикнали да го гледаме на централната штоперска позиција, сега излечен малку на страна, а од коментарите слушаме дека точно таму и се најопасните напаѓачи на холандската репрезентација. Невообичаено за него улога покрај аутлинијата, но мислам дека со својот квалитет ќе успее да се снајде и точно таму да ги спречи тие опасности. Оваа фудбалска вечер влегува во историјата на македонскиот фудбал. Во 10-годишната современа македонска фудбалска историја ни доаѓа еден европски шампион, двоен светски вице шампион. Големината на Холандија во твоите очи? Па навистина не потребно да се трошат зборови за сите тие титули што ги има освоено Холандија како екипно, така и исто така и фудбалерите кои настапуваат за холандската репрезентација имаат колекција од било европски надпреварувања поединечно со својата репрезентација, клубски надпреварувања, настапуваат во мощни големи клубови и навистина кога кажав дека треба и Божја помош да се спротиставиш, да играш добро против ваква репрезентација, навистина треба да се надминеш и една додатна сила за да се истера еден добар резултат. Холандија е репрезентација на, би рекол, на силни индивидуалци. Колку е тоа предност, а колку може да биде и меч со две острици таквата игра на холанѓаните? Па предност е тоа што секој од нив може да го реши мечот и без многу труд, што викаме ние фудбалски со еден потек. Тоа е слободен удар, знаеме Ван Којдун шутира, јас во еден мој овака фудбалски жаргон кажам шутира како седмерци, слободни удари. Ван Бомел е речиси тренер на теренот, ја обавува и фудбалската и тренерската дејност, да кажам, задолжение тамо. Брзите две крила кои што играат класично, значи индивидуалци што може се еден потек да го решат над преварот. Сега нивни мани не би можел да најдам едноставно во некој подценување наше, во некој, да кажам, надмен однос према нас, тоа да го осетиме и да им се реваншираме за таков однос. Од Европското првенство се десетмина кои излекуваат на градскиот стадион во Скопје. Го нема Клајвер, го нема Сидор, го нема Рајзигер, го нема Франк де Бур, Босвелт, Зенден, Овермарс. Изморедни фудбалери на кои што веќе не смета Марко Ван Бастен. Па навистина не се знае која репрезентација е посилна, дали таа сега што прочитавте или ова сега што ќе настапи, но Марко Ван Бастен сигурно своите планови има намера да подмлади репрезентацијата, да постави фудбалери кои ќе го слушаат и ќе спроведуваат се она што бара од нив.
некои своји концепти и замисли. До сега стартуваше изворедно со победа против Чешка и ќе видиме како ќе настапи тука во Скопје. Соочување со вистината, интонирање на химните на двете земји. Околу 200 навивачи од Холандија на централната трибина на градскиот стадион. Сега нашата химна. Еден хор на градскиот стадион ги растреперува срцата. Сигурно тоа ќе биде поттик повеќе за нашите фудбалери. На центарот судиската тројка од Шведска, Петер Фројтфелд, Стефан Витберг и Ингемар Ларсон. Уште еднаш Јане Николовски, Васко Божиновски, Гоце Седловски, Игор Митревски, Александар Васовски, Александар Митревски, Миле Крстев, Игор Јанчевски, Артим Шакири, Горан Пандев и Аце Стојков. 11 мината што ќе се обидат да направат подвиг против големиот фаворит, против Холандија, петтата селекција во светот. Артим Шакири и Едгар Давидс, капитени во вечерашниот надпревар. Артим Шакири го игра 64-тиот надпревар. На спротивната страна Едгар Давидс ја доби таа улога во 72-тото облекување на холандскиот дрес. Моменти на очекување на почетокот на надпреварот. Моменти на 90-минутното исчекување. Моменти кои верувам дека ќе донесат убав фудбал. Атмосферата е тука. Големиот противник прв пат гостува на градскиот стадион. Посакуваме подвиг од нашите репрезентативци. Ќе успеат ли да го направат тоа? Одговорот
ќе го добиеме по 90 минути. На центарот се нашите фудбалери Пандев и Стојков. Започнува надпреварот на годината Македонија-Холандија. Васовски, Седловски, Ван Хојдонг, Васовски, Шакири, војно проигрување со Пандев, аут за Македонија. Буларуж отиде на Шакири. Пандев, додавање за Стојков. Не стигна топката до Шакири. Аут за Холандија. На голот на холандската репрезентација искусниот Едвин Ван дер Сар. Аут за Буларуж. Уште еднаш Буларуж, мирна игра на холанѓаните. Ван Хојдонг, крај него Гоце Седловски. Се реши Марко Ван Бастен да игра со еден класичен шпиц со Ван Хојдонг и гледаме уште од првите моменти Гоце Седловски е тој што го следи во чекор. Па да, така се намести работите да точно кај Гоце Седловски Ван Хојдонг има тешка задача бидејќи е многу корпулентен, но впечатливо е што многу широко стојат двата бочни напајача на Холандија, скрос на двете аут линии ја шират играта и чекаат полна позиција. Топка упатена кон Пандев. Крстев. Пандев. Неуспешно двојно проигрување, но Ројтфелд покажува дека Пандев е фаулиран. Слободен удар за нашата репрезентација. Ова е можност за Артим Шакири. Препознатливото ехо од сите 4 страни на градскиот стадион. Упатена топка во срцето на 16-етникот. Седловски. Васовски. Беше стрелец на надпреворот против Романија. Јанчевски. Офсайд. Во недозволена ситуација Пандев. Се подзаборави Горан Пандев. Вешто одбранбените фудбалери на Холандија се извлекоа индиректен удар. Халид Буларуж. Де Јонг. Коку. Топка упатена кон Ван Хојдонг. Васовски. Дуел со Кастелен. Многу непријатен фудбалер за чување. Аут за Холандија. Аут за Марк Ван Бомел. Ван Бомел. Шнајдер. Кајт. Нова топка упатена кон Ван Хојдонг, уште во првите моменти покажува колку е опасен. Беше стрелец на 2 гола во дербито од групата против Чешка. Впечатливо е дека Холандија не отстапува својата игра, оди преку крилни позиции, секоја топка гледа да дистрибуираат преку Ван Бомел или на левата или на десната страна, кај што следуваат пеколни центар шутери како што беше овој сега. Слободен удар. Аце Стојков се загради на недозволен начин. Де Јонг.
Шнајдер. Уште една Шнајдер. Добра игра, позициона игра на Јанчевски. Седловски. Немаше друго решение во една ваква ситуација. Коку. Многу вешто, мирно, прибрано успеа да го надмудри Пандев. Давиц. Таму го нема Ван Хојдонг. Леговме во 6-та минута од надпреварот. Македонија, Холандија, 0:0 на градскиот стадион во Скопје. Квалификации за светското првенство во Германија 2006 година. Шакири. Пандев. Одличен потек на Горан Пандев. Мирна игра на нашите, но грешка на Пандев и сега многу опасно може да биде. Притрча Александар Митревски, услови за полуконтра на нашата репрезентација, греши Божиновски. Но упорене. Шнајдер се разжестува на средината. Пандев се обиде да го проигра Стојков. Де Јонг. Кастелен. Гуларуш. Коку. Долга длабочисна топка кон Ван Хојдонг. Опасноста продолжува. Не треба да се игра панично. Шакири. Спринт на Пандев, тука е Де Јонг. Шнајдер. Баума. Шнајдер. Ван Хојдонг, двојно проигрување и без вистинска идеја Марк Ван Бомел. Јанчевски, нова офсайд ситуација на Стојков. За сега искуството на предсе на Филип Коку, кој е командант на одбраната на Холандија, во неколку ситуации покажа дека со офсайд стапици ќе се обиде да го неутрализира Стојков кој е наистурен. Коку до сега знаем играше во средниот ред, но најверојатно со годините и со искуството е вратен да ги покрива тие одбранбени задачи во екипата на Холандија и до сега многу интелигентно и делува онака како што од него најверојатно и бара Ван Бастен. А Коку важи за еден од најуниверзалните фудбалери, многу лесно се прилагодува во игра на секоја позиција во зависност од потребите на екипата. Па да, технички добро подкован, добра градба и не представа никаков проблем на која било позиција да го даде својот максимум. Едвин Ван дер Сар, според најновите денешни информации, Манчестер Юнајтед е многу близко да го ангажира да го реализира трансферот со екипата на Фулам. Животно заинтересиран е Алекс Фергусон да го доведе на Олд Трафорд. Шнајдер. Дуел со Јанчевски, чисто одземена топка. Крстев. Ван Хојдонг, слободен удар. Ова е сега ситуација каква што посакуваат холандјаните. Голема оддалеченост, но мајстор на слободни удари е Пјер Ван Хојдонг. Наистина човек кој знае добро да шутне, без разлика од која позиција и кој доста од своите погодоци има постигнато точно токму слободни удари. Почеток на 10-та минута. Слободен удар за Холандија. Пјер Ван Хојдонг. Одличен удар, но само до главата на Игор Митревски. Кастелен се обидува со дриблинг да се ослободи од Васовски. Седловски. Шнајдер од голема далечина, сигурен е Јане Николовски. Многу важно е за голманите да ја фатат првата топка.
Па да, супер е што и оваа прва топка заврши во рацете на Јане, ќе му даде уште повеќе самодоверба да настапи како што треба. Коку. Крстев. Продолжува нападот, почитува предност шведскиот судија. Стојков, меѓу двајца фудбалери на Холандија, беше нерезонски да мине. Меѓу Давидс и Коку. Буларуш. Пандев. Шакири. Недоразбирање. Тоа беше Јанчевски кој требаше да отиде напред. Де Јонг. Шакири му ја однесе топката на Шнајдер. Фаулиран Пандев. Се остварија прогнозите, Пандев ќе игра како полушпиц. Ево гледате Марко Фан Бастен, легендата на холандскиот фудбал, еден од најдобрите напаѓачи во историјата на светскиот фудбал. Напред оди Фан Бомел. Се обиде да изнуди слободен удар и доаѓа реакцијата на судијата Петер Фројтфелд. Пандев. Крај него е Коку, пета на Пандев. Одлично проигнување за Божиновски. Слободен удар за Македонија, скратен корнер. Се брануваат духовите на трибините. Македонија има позиција од која што може опасно да го загрози Едвин Фан дер Сар. Па тука и ние имаме за вакви прекини специјалист Артем Шакири ќе проба да... Иако при првиот наш прекин пробавме да ги изненадиме, не биеше Шакири, сега последно да ќе бие. 13-та минута. Артем Шакири директно кон голот и нема гол. Пропуче топката крај стативата, подсетувајќи на оној феноменален гол на стадионот во Саутемптон против Англија во тој извонреден надпревар во кој нашите одиграат 2:2. Кастелен. Буларуш. И натаму мирна, стрплива игра на холанѓаните. Баума. Буларуш. Де Јонг. Баума. Одлично Крстев. Топка за Јанчевски пресилно. Гоце Седловски пред Фан Хојдонг. Баума. Нова негова грешка. Пандев. Буларуш. Крстев. Не стигна топката до Пандев. Фан Хојдонг. Кастелен. Остар старт на Васовски. Шнајдер. Баума. Топката за Кајт. Фан Хојдонг како наш одбранбен фудбалер. Пандев влезе во дрибли, успеа за момент да се ослободи од Буларуш. Нов нивни дуел. Стојков. Пандев. Играта продолжува. Иако се чини дека Буларуш направи прекршок. Во непосредна близина беше Петер Фројтфелд, да му веруваме на шведскиот арбитар. Кајт. Слободен удар за Холандија.
Па некоректен потек што не изфрлија топката, бидејќи Пандев остана на тревата, но најверојатно се доени по резултати, не ги интересира ништо ферплејот. Малку зла крв во играта, но се чини дека тука требаше шведскиот судија да го санкционира стартот на холанѓаните. Горан Пандев со самиот податок дека е се почесто стартер во Лацио, чекори правејќи убава кариера. Па навистина веќе го има и првото големо дерби против Милан, се чувствува тој по неговата игра и по неговата самоувереност денеска. Горан Пандев се скандира од трибините, а холанѓаните треба да изведат слободен удар. Четворица фудбалери на Холандија во нашиот 16-етник. Нормално, Ван Хојдонк е најопасен во вакви ситуации. Стојков. Јанчевски, услови за контранапад. Шакири, ме остави топката на Јанчевски. Не стигна топка до Стојков. Шакири, шанса за Македонија, нема гол. Була Руш успеа да го изблокира ударот на Артим Шакири. Првата голема шанса за нашата репрезентација. Погледаме ова уште еднаш. На големи искушенија ке беше Фан дер Сар, но упорниот Халид Буларуш успеа навреме да стигне и да го спречи најлошото за холанѓаните. Аут за Македонија. Вече 18-тата минута, сосема рамноправна игра на нашата репрезентација против големиот противник. Па најверојатно и од договорот во соблекувањето бил се да барем првите 20 минути да не се случи ништо непредвидено, оди во наша корист како следиваат работите. Кастелен, Буларуш, Давиц, за сега не е премногу забележителен. Коку, Баума, Де Јонг, Кастелен, Шнајдер, Баума, одново топка кон Ван Хојдонк, но тука е непогрешливиот Гоце Седловски. Пандев, слободен удар. Не, сепак шведскиот судија дозволува играта да продолжи. Топка кон Ван Хојдонк. Аут за Македонија. Половина од синоќешниот тренинг што го направија холанѓаните на градскиот стадион беше со ваков начин на играње од страничните позиции, длабочински топки упатени кон Пјер Ван Хојдонк. Стојков, посамен. Коку, со многу рутина, со многу искуство. Давиц, Коку, Буларуш, Де Јонг. Вече 20-тата минута. Македонија Холандија 0:0. Кајт, Ван Хојдонк, Шнајдер, Весече Васовски. Александар Васовски е извонредно мотивиран во мечеви против големи противници. Навистина и од старто игра добро, барем за сега стои близко до опасниот тим најпаѓач и мислам дека го продолжи вака дека ќе успее да го започне. Де Јонг, Баума, тактичко надигрување, како на шаховска табла во овие 20 минути. Давиц,
Тоа беше Игор Митревски, Шакири. Пандев. Лево му е Јанчевски, влегува во средината. Пандев. Нема потреба од вакво солирање, имаше повеќе решенија Пандев. Александар Митревски. Седловски. Александар Митревски. Божиновски. Офсайд. Малку чудна одлука. Крстев. Стојков. Не успева да мине покрај Баума. Крстев. Аут за Холандија. Ван Бомел. Кастелен. Крај него е Васовски. Ван Хојдонг. Шакири. Опасен старт од Була Руж. Можеше да дојде до потешка повреда. Многу невнимателен старт на Халид Була Руж. Немаше тука намера, колку што беше, има впечаток невнимание. Артим Шакири мирно се во ова го прими. Буларуш. Футбалер на Хамбургер, игра во Бундеслигата. Еден од новите играчи во репрезентацијата на Холандија. Грешка на холанѓаните, Стојков сам, голема шанса. И во последен момент Де Јонг не успеа да се загради Јаце Стојков. Имаше прекрасна, колосална шанса да ја доведе нашата репрезентација во водство со 1:0, токму на средината од првото полувреме. Почетничка грешка на холанѓаните, не успева Аце Стојков да казни. Навистина штета од како го издржа дуелот, потоа шутираше многу слабо. Шнајдер. Васовски. Грешка на Јанчевски. Шнајдер. Тука е Гоце Седловски. Крстев. Де Јонг. На негоди Пандев. Постојано вршат притисок и Пандев, и Јанчевски, и Стојков на одбраната на Холандија. Божиновски. Одново Божиновски. Мирно треба да се игра. Александар Митревски ја спушта топката. Седловски. Буларуш. Нова грешка на холанѓаните. Не успеваме да ја искористиме. Кајт. Само доносете на Митревски. Божиновски. Крстев. Долго Јане Николовски кон Стојков. Митревски. Ван Бомел. Кастелен. Одземена топка од Васовски. Само за момент, но холанѓаните продолжуваат. Коку. Де Јонг.
Буларуш. Давиц. Баума. Кајт. Крстев. Кајт влегува во средината, Давиц. Митревски убаво затвори. Погледате, Рут ван Нистелрој допатува во Скопје. Тој е дел од експедицијата на Холандија за надпреворот против Финска во средата, рамноправно на подготовките со останатите холандски фудбалери. Седловски. Немаше офсет овој пат, но беше и непрецизна топката на Гоце Седловски. Буларуш се осмели да ја мине половината, Ван Хојдонг, тука беше Митревски, Баума, пресилно. Влеговме во втората половина од првиот дел и натаму рамноправно надигнување ни трунка надмок на холандјаните. Па навистина интересно е што веќе 26-7 минути се игра без, мислам, како шаховска партија. Се одива на средината теренот борба и интересно е што мислам дека досега ниедна од репрезентациите не изведе удар од даго од корнер. Де Јонг. Десно е Кастелен. Шнајдер. На него отиде Александар Митревски. Давиц. Баума. Кајт. Интервенција на Божиновски. Аут за Холандија. Васко Божиновски, фудбалер на Камен Инград во хрватското првенство. Давиц. Поку. Буларуш. Кастелен. Одлично, нашите во средината им парираат на моќните фудбалери од средниот ред на Холандија, која не успева да воспостави игра како што сака. Кастелен. Масовски го губи прв пат дуелот со Кастелен, аут за Холандија. Па навистина против Кастелен треба и некој да му помоѓа на Васовски, како и овој пат мислам дека тоа Митревски, бидејќи оставен еден многу тешко, кога ќе се заврти со лице према него Кастелен, ќе може да успее да го спречи. Кајт. Кастелен. Чиста ситуација за центар шут. За среќа таму го нема Ван Хојдонг, а Крстев во аут. Влегуваме во 30-та минута. Половина час игра на градскиот стадион. Македонија Холандија 0:0. Ван Хојдонг и Седловски. Кајт, но да видиме Јане Николовски за момент задоцни што одсевува корнер за Холандија. Прв удар од аголот за холандјаните и воопшто на надпреварот. Сега ќе треба да се внимава, бидејќи има доста конкурентни играчи и сигурно имаат некој играна варијанта точно до вие. Весли Шнајдер е тој што го изведува, Коку оди на првата статива. Одвлекува вниманието, Јане Николовски боксува и од голема дарски боксува. Лечина останува 0:0. Тоа беше Баума, ми се чини. Не, Ван Бомел.
Храбро Јане Николовски ја избоксува топката, Ван Бомел волеј од 25 метри, непрецизно. Седловски. Топка упатена кон Крстев. Давиц. Аут за Македонија. Старт на Кајт, што ја минува границата на дозволеното. Слободен удар за Божиновски. Буларуш. Ван Бомел. Александар Митревски го загуби дуелот. Јанчевски. Аут за Холандија. Има печаток во одредени моменти, нашите непотребно солираат. Се се завршува на спортски подалена рака. Буларуш. Давиц. Коку. Баума. Беше турнат Божиновски. Успеа да стигне Крстев за да направи фаул. Слободен удар за Холандија. Жолт картон за Крстев. Еден изнуден старт, би рекол, на Миле Крстев, беше многу опасно. Па не, прето многу искусно, кај го, што би рекла фудбалски, го намести Божиновски да испадне, судијата му прогледа кроз прсти и стартот беше неминовен, биле одешна топка, но погоди противничкиот играч. Миле Крстев одлично ги познава холандјаните, игра во холандскиот шампионат во екипата на Гронинген. Кратен корнер за Холандија. Николовски извонредно. Веднаш го форсира Пандев. Успеа да го мине Давиц. 1-1 со Буларуш. Слободен удар за Македонија. Оневозможен Пандев, но немаше храброст Фројтфелд да покаже жолт картон. Директно го невозможи да оди кон голот на Ван дер Сар. Гледате вештиот лакт на холандскиот питбул Едгар Давиц. Многу вешто стартуваше така да беше на граница и судијата според името и не му додели жолт карт. Ситуација за Артим Шакири, кај топката е Јанчевски. Со многу ефе расчистува Коку. Крстев. Грешка на Буларуш. Пандев и тоа ќе биде гол аут. Кајт беше тој што се врати назад. Коку. Ван Хојдонг, то тука е Седловски, Ван Бомел, Кастелен и неговата верна сенка Васовски. Тука е Јанчевски, Васовски, упорен Кастелен, но Јанчевски беше побрз во стартот. Стојков не успеа да ја протури топката до Пандев. Некогашниот тандем на Беласица во репрезентативниот дрес. Одлично се познаваат. Ван Хојдонг, погледнете само од колку тешка ситуација успеа да ја сврти топката. Тоа му го возможува извонредното фудбалско чувство што го има, искуство, височината од 193 сантиметри. Но и играноста со Ван Бомел центрираше без и да погледне каде се наоѓа Ван Хојдонг во 16 секунди. Десет минути до крајот на полувремето и натаму 0-0. Полувреме
на тактичко надигнување. Кајт. Васовски, Јанчевски. Се обиде да види каде се неговите соиграчи во нападот. Седловски. Кајт. Баума. Коку. Васовски во аут. Ван Бомел. Буларуш. Лесна топка за Игор Митревски. Васовски. Топка упатена кон Пандев, несигурност на Баума за момент. Кајт, Давиц, Ван Хојдонг. Кастелен, одличен прием на Гради. Кастелен, Кајт са осамен, голема шанса, нема гол, многу среќа за Јане Николовски. 37 минута ја бележиме првата 100% шанса за холанѓаните. Тоа беше шанса на 24 годишниот Дирк Кајт. Наистина упорноста да пробиваат по страни, овој пат за акцијата започна точно од таа страна, од десната страна и стигна до осамнениот, кај што за наша среќа не успеа да погоди. Се заледи крвта во жилите во овие моменти. Штама и на нашата клупа, но Холандија е Холандија. А на нашите, барем за сега, не може ништо да им се забележи на борбеноста, на мудроста, на играта што ја спроведуваат против големиот фаворит. Па наистина играат равноправни, овој да кажеме прва позрела шанса што Холандија ја прави во 36-та минута. Играат за себе одлично. Де Јонг. Буларуш. Кастелен. Вистински виртуоз со топката. Седловски. Јанчевски, фаулиран од Ван Бомел. Само опомена од судијата Фројтфелд. Александар Митревски. Лезе во надигнување со Давиц. Божиновски. Шнајдер. Кајт. Шнајдер. Грешка на Кајт, аут за нашата репрезентација. Јанчевски. Седловски. Митревски. Топка кон Пандев. Високо крената нога од Де Јонг. Ван Бомел. Баума. Кајт. Се повеќе холанѓаните имаат топката во своите нозе. Бескрајно долги додавања и бескрајно стрплива игра да се обезбеди вишок некаде таму во нападот. Кастелен, овој пат Васовски го добива дуелот, аут за Македонија. Стојков, кај него е Буларуш. Митревски, фаулиран од Кастелен. Александар Митревски. Наистина непотребни се овие подавања во последната линија, бидејќи може се да се изроди од една грешка. Пандев и Давиц. Александар Митревски. Шакири по подолго време. Одлична топка за Александар Митревски. Стигнува на време Баума. Слободен удар за Холандија. Александар Митревски се чуди на оваа одлука на шведскиот судија Фројтфелд.
Погледаме Миле Крстев. И би рекол една мирна реакција на Артим Шакири упатена неполни 5 минути до крајот на полувремето. Без голови 0-0. Де Јонг. Буларуш. Со слободи од Јанчевски, Фан Хојдонг, многу вешто, Кастелен на втората статива и таму стигна на време Божиновски да испрати топката во корнер, иако се чини дека Снајдер направи фаул. Втор корнер за Холандија. И одново Филип Коку на првата статива. Јане Николовски, Шакири. Стојков немаше среќа. Кастелен. Продолжува притисокот на холанѓаните. Кастелен. Аут за Холандија. Многу повеќе од играта е по десната страна на холанѓаните и оттаму си многу повеќе опасности доаѓаат по нашиот гол. Кајт. Александар Митревски, но топката е во корнер. Пред удар од аголот, прв пат од десната страна. Се стега обрачот се повеќе пред нашиот гол. Николовски беше фаулиран и да видиме. Тоа е 1:0, неверојатно. Каква грешка на одбраната, 1:0. Стрелец на голот. Дали беше тоа Баума? Стрелец на голот Баума во 43-та минута. Неверојатна грешка на нашите одбранбени фудбалери. Начело со голманот Николовски, погледнете, извиси тука во дуелот со Баума, ја пробаше топката, ударок за холанѓаните. Најпрви грешката што му дозволија сам да се залети да рипне, а после тоа и грешка на Јане Николовски. Во несреќен момент примен гол, во моментите кога навистина притиснаа холанѓаните, но во полувреме кое што беше на самиот истек, полувреме во кое што нашите беа сосема равноправни, има и две шанси за постигнување гол, но не ги реализираа. Кајт. Давиц. Кај него Александар Митревски. Давиц. Баума. Навивачите кои дојдоа од Холандија го прославуваат водството на нивните репрезентативци. Штама и на Кураградскиот стадион во невреме, во моментите кога завршуваше полувремето, примивме несреќен гол. Топка за Стојков. Во средината е Пандев, притрчува и Шакири. Стојков легува во дриблинг. И што одсебава шанса за Пандев. 1-1! Горан Пандев! Искрена радост од срце до небо. Едва и 60 секунди по водството на холанѓаните, враќаме со гол на Горан Пандев. 1:1. Фортуната на страната на нашите репрезентативци. Насмејано и лицето на селекторот Драган Канатларовски.
ненадејна радост. Погледнете од грбот на Де Јонг топката до Пандев, овој во небранетиот агол, онаму каде што не беше Ван дер Сар. Тешка топка за Горан Пандев, со надворе што е Феја смести многу вешто, мајсторски, со манир на голем стрелец. Влеговме во последната минута, судиското продолжение до игрување во тек. Наистина, во право време се вративме во игра, овој пат и стрегајата ни се насмевна, еден карамбол стигна до Пандев, кој може би не сакаше точно така да удри топката, но таа заврши онаму каде што требаше да заврши, во мрежата на Ван дер Сар. Изминуваат последните секунди. Се чини оној подарок за холанѓаните ќе беше незаслужено водство. Сосема рамноправна игра на нашите фудбалери. Ван Хојдонг, Ван Бомел, гол аут. Топка надвор од теренот и во овој момент крај на првото полувреме. Македонија, Холандија 1:1. Па навистина според моите очекувања дека Холандија нема да се залета, стрпливо ќе чека и од некој прекид или слободен удар ќе искористи. Даде гол, брзо се вративме и добро е за нас и за целиот напревар. Голу е колегата Зоран Видевски, му го препуштаме микрофонот. Храбро, безкомпромисно, 45 минути примивме во непријатен момент погодок, но вративме во уште поубав момент. Горан Пандев, веројатно најсреќниот во овие 45 минути. Сигурно мислам дека заслужиме да играме во прво полувреме нарешено. Мислам дека доста отпорно се наметавме на квалитетна репрезентација на Холандија. Мислам дека така ќе продолжи во второто полувреме и на ова публика ќе докажеме дека можеме да освоиме големи вода против своја голема репрезентација. Тренираше, промаши топката. Дури холандскиот фудбалер на повторената снимка се гледа дека се изненади кога топката го погоди и влезе во голот, но вроди со плод тој притисок. Тој го падна од еден притисок кој го направија 10 минути, последните 10 минути од првото полувреме. Погледаме Горан Пандев, стрелецот на израмнувачкиот гол, многу брзо за неполна минута по оној шок што ни го приредија холанѓаните. И сега главниот судија Петер Фројтфелд ќе означи почеток на второто полувреме. Интересно, ниту еден од холандските фудбалери не се загреваше, а го гледаме Рој Макај на чело на клупата на лалињата. Па навистина селекторот на Холандија најпосле изгледа дека се уште верува дека со оваква една смирена игра и со оваа постава ќе дојде до поголем резултат. Но може да се очекува дека ако работата тргне лошо по нив, тоа и овој резултат достане, дека најверојатно Макај ќе биде тој што прв од купата ќе влезе во игра. Нема измени на почетокот на второто полувреме. 1:1. Се е подготвено. Се чека на излегувањето на нашиот капитен Артим Шакири. Помалку невообичаена слика. Еве го, тука е нашиот капитен, репрезентацијата на Македонија комплетна. Македонија, Холандија 1:1 по првиот дел започнува големата пресметка во второто полувреме. Шнајдер, Де Јонг, Баума, Де Јонг,
Буларуш. Ван Бомел. Баума, Давид. Таму е Седловски. Коку враќа. Шакири. Пандев. Убаво ја смири топката. Александар Митревски. Божиновски во офанзивна улога. Кај него Кајт. Чисто одземена топка. Кајт побрз од Божиновски. Давид. Шнајдер. Шакири. Многу хитро од грб. Наидува на одобрување од трибините. Јанчевски. Васовски. Пандев. Дуел со Буларуш. Ван Бомел, лежи Горан Пандев. Треба да му се укаже лекарска помош. Притрчува Петер Фројтвелд. И бара од нашата лекарска екипа да му се укаже помош на Горан Пандев. Ми се чини дека го згазна Буларуш. Пандев не без причина остана на тревата. Кога е во прашање репрезентацијата на Холандија. На почетокот на 70-тите блесна на светското фудбалско небо. Предводена од генерација предводена од Јохан Кројф, со оној славен Ајакс кој три пати едно по друго триумфираше во купот на европските шампиони во 1974 година. Токму во Германија стигна до големото свое финале. Тоа беше почеток на големата холандска фудбалска ера. Нашиот тандем Канатларовски и Станојковиќ. Играта продолжува. Коректно нашите, враќаат топката онаму каде што холанѓаните ја испрлија. Дали наскоро ќе дојде до измена во холандскиот тим? Бидејќи Ван дер Варт е прв е од резервната постава на Холандија што искочи да се загрева, фудбалер на Ајакс и мощен квалитетен фудбалер. Играч кој е од средината на теренот, но многу опасен е и во нападот. Па нешто како полушпиц. Тој ќе биде веројатно поддршката за Пиер Ван Хојдонг. Јане Николовски го форсира Стојков и старчува Ван дер Сар. Баума. Божиновски пред Кајт. Стојков, одлична пета. Божиновски, Давид во прв корнер. Добро е што Божиновски извади максимум од оваа акција, бидејќи во 16 метри немаше никој од нашата репрезентација и центаршутот ќе беше во празно. Вака од овој удар од ъгълот може да се надеваме на опасност пред нивниот гол. Извонредно атрактивна бразилска пета на Аце Стојков. Артим Шакири. Аут за Македонија. Ево сега и Макај. И Рој Макај да почнува да се загрева. Двајца фудбалери што се многу опасни и што после изгледа ќе го засилат нападот кој и многу и не си зна игра. Барем до овие 50 минути. Ван Хојдонг. Митревски. Божиновски. Немаше офсайд. Крстев. Крстев во дуел со Баума. Напрлена топка кон Шакири. Пресилно. Не стигнува нашиот капитен.
Добро е што на нашата репрезентација не дозволува притисок, барем во овие почетни 5-6 минути да си игра пред нашиот гол. Скок на Александар Митревски, Шнајдер. Фаул од Александар Митревски. Давид. Негов во 6-та минута од продолжението. Македонија, Холандија 1:1. Де Јонг. Ван Хојдонг прочита на неговата намера. Стојков за момент го доби дуелот со Де Јонг. Поку. Ван Хојдонг, Седловски, Јанчевски, продолжува нападот на Холандија, Ван Бомел, Кастелен, одличен старт на Александар Васовски, Шакири, го форсира Стојков, аут за Холандија. Добар старт на Васовски, за него многу значен што уште на почеток од уште пак да спречи напаѓач на Холандија. Баума. Кајт. Извиси за момент Божиновски. Удвои Игор Митревски. Седловски. Стојков. Наидува на зидот од фудбалери во бели дресови. Снајдер. Ларуш. Ван Бомел прв пат во ваква ситуација. Кастелен има простор за центар шут. Притрча Васовски, но тука е Александар Митревски. Васовски. Слика од завршницата на првото полувреме, холанѓаните понадмошни. Седловски. Кастелен. Александар Митревски и мирно Игор Митревски. Стојков и Гуларуш. Крстев. Пандев. Одлично Крстев. Проигрување на двајцата наши играчи. Пандев во 16-тикот. Мајсторија на Пандев. Напредена топка на втората статива. Таму нема никој. Кајт. Извонедна интервенција на Божиновски. Се разжестува на градскиот стадион. Пандев и Баума. Од се во ова, корнер. Втор удар од аголот за нашата репрезентација. Навистина добро е што прифативме еден ваков ритам и начин на игра каде што не отстапуваме многу, не се враќаме пред нашиот гол и што е веќе втор удар од аголот пред противничиот гол. Што повеќе ќе ги држиме подалеко од нашиот гол, ќе биде подобро за нас. Миле Крстев ќе го изведе овој пат корнерот. Наместо Шакири. Остра топка. Александар Митревски. Васовски. Седловски. Крстев. Успеа да стигне Шнајдер. Само за да изфрли топката во аут. 55-та минута. Измина 10 минути во вториот дел. 1:1. Кајт. Шнајдер. Јанчевски и Ван Бомел. Кајт. Топка кон Ван Хојдонг, пред него е Седловски. Шакири. Лежерно, непотребно лежерно. Кастелен. Ван Бомел. Божиновски мирно прибрано со гради. Наистина во овие први минути од второто полувреме Божиновски би одлично рутинирано, мирно и како што треба и сите да прифатат и без многу паника да ги решаваат проблемите пред нашиот гол. Игор Митревски.
недоразбирање со Александар Митревски. Крстев, Шакири. Стојков, 1-1 против Коку. За момент само побегна Стојков, несилно. Гол аут. Кајт. Коку. Муларуж. Ван Бомел. Тука Александар Митревски. Чист старт од земена топка. Крстев. Не стигна топката до Јанчевски на левата страна. Де Јонг, Кастелен. Бега во средината. Седловски. Кај него се е рационално, едноставно. Интересно е што во последните минути како холанѓаните полека да отстапуваат од таа смирена игра. Еве гледаме и Ван Бомел веќе повеќе оди напред и попуште шанса за еден брз контранапад од наша страна да го загрозиме голот на Вандерстар. Полека почнуваат веќе да играат многу поофанзивно. Слободен удар. За момент задоцни, тоа беше Игор Митревски, жолт картон. Слободен удар за Холандија. Весли Шнајдер. И спасува Николовски, сигурен гол, извонредна интервенција, маестрално, браво Јане Николовски. Да, истина, со оваа интервенција се, да кажем, се оправда за оној кикс и сега може да брани слободно. Хајт. Александар Митревски, Шакири. Нема офсайд. Стојков. Во средината е Пандев. Токму тоа гледа Аце Стојков каде е Пандев. Крстев. Стојков. Александар Митревски за момент побрз од Кајт. Играта продолжува. Божиновски уште еднаш. Станува се поинтересно, добива на темпо над преварот, добива на неизвестност. Навистина, Јане овој пат спаси сигурен гол. Уште еднаш ова мајсторска интервенција, кога сите ја видоа топката веќе зад гол линијата. Јане Николовски со извонреден инстинкт успеа да ја спаси сигурен гол. Кајт. Ван Хојдонг. Кастелен. Васовски со помош на Јанчевски удвоен Кастелен и одземена топката, но само кусо. Давид. Ван Хојдонг. Фаулираше Кастелен. Беше и офсайд позиција од Кастелен при ударот на Ван Хојдонг. И направи фаул Кастелен. Две измени врши одеднаш Марко Ван Бастен. Првата со број 15 Ван дер Варт на местото на Коку, а втората ќе биде страшниот Торминатор, како што го нарекуваат во Германија, Рој Макај, најдобриот стрелец на Бајерн од Минхен. На местото на Ван Хојдонг. Очекувана замена, би рекол. Да, очекувана замена и со излегувањето на Коку многу порискантно во задниот дел на задната линија на Холандија. Останува со тројца одбранбени во линија, но засилен е нападот со полушпицот Ван дер Варт и со Рој Макај. Како ќе одговори на ова, да видиме Драган Канатларовски. Има
имаше доволно време веројатно да види кој се загрева и да размисли како да одговори на оваа нова стратегија на Марко ван Бастен. Шакири. Опасна игра од Шнајдер. Индиректен удар. Сигурно нашиот клучен штаб имал и овој момент во предвид, сигурно ќе одговори како што треба на овие промени на Токму еден час игра на градскиот стадион, 1:1, токму момент во кој што се очекуваше дека ќе реагира Марко ван Бастен, бидејќи овој резултат не е во прилог на холанѓаните. Давид. Кајт само во средината. Јанчевски. Одлично примена топка. Стојков. Кај него е Буларуш. Јанчевски. Крстев на десната страна бара и добива топка. Пред него Давид. Аут за Македонија. Ќе биде добро ако ги натераме холанѓаните како во последните минути да играат со долги и набацени топки од центарот, повеќе ќе им одговара таа игра, бидејќи имаме добри стопачи во Васарски, Седловски, останатите од одбрана. Седловски. Успеа Давид. Андерсар. Баума. Макај, прв контакт со топката. Игор Митревски. Шакири. Де Јонг. Басовски и Јанчевски. Игор Митревски. Пандев. Нема офсайд. Стојков од левата страна, влегува во 16-тникот, дуел со Буларуш. Притрчува Крстев, ќе успели да добие топка. Крстев. Со грб завртен. Пандев. Божиновски. Недоразбирање со Јанчевски. Александар Митревски греши. Кајт. Одлична интервенција на Божиновски. Божиновски игра второто полувреме одлично, без грешка. Баума. Шнајдер. Кастелен, но тука е Васовски. Стојков. Што е сигнализирано од помошникот на Фројдфелд. Прекршај над Васовски, бидејќи просто имаше еден опасен статус. Нова офсайд ситуација. Баума. Кајт. Бил со Божиновски. Корнер. Има впечаток секоја симптоматична ситуација. Шведскиот судија ја санкционира за холанѓаните. Па да, Една мала, блага наклонетост. Одново Јане Николовски истрчува. Овој пат успешно. Кастелен. И 2:1. Од невозможна речи ситуација, Кајт
Во 67-та минута 2:1. Многу среќен гол. Наистина на многу среќа и топка да стигна до Кајт. Седловски изфрли Кајт на поблиската статива, задоцни за момент Николовски. Силен беше ударот на Кајт. Волеј 2:1. До сега секој притисок што го направија од по 5-6 минути холандјаните им резултираше со гол. Дирк Кајт, синот на Рибар, во третиот надпревар за репрезентацијата на Холандија го постигнува првиот свој репрезентативен гол. Дебитираше против Чешка во оние 2:0. Давид Бошиновски, Крстев, Макај, ај него е Седловски, Васовски, по офсайд Вандерварт. Наистина не треба да се ризикува барем во овие моменти во последната линија. Еве првата измена и во нашата репрезентација. Се подготвува Александар Баевски. Игра во екипата на Ференц Варош. Тој ќе биде првата замена на Драган Канатларовски. Кастелен. Добива дуелот со Васовски. Макај, нова шанса за холандјаните, не успеа Вандерварт. Јанчевски. Давид. Крстев. Имаше доволно простор, мирно да ја прими топката. Шнайдер. Вандерварт. Добара Макај. Тука е Седловски. Јанчевски. Внимание на Јанчевски. Кајт. Давид. Пандев. Земена топка од Буларуш. Пандев. Веднаш за Стојков. Ова е поврат. Шанса за нашата репрезентација. Не успева Ате Стојков. Баума. Тешко му е на Стојков. Осамен е во нападот. Буларуш. Вандерварт. 20 минути до крајот на надпреварот. Холандија води со 2:1. Кајт. Седловски. Пандев. Стојков, шанса за Стојков. 2:2! Прекрасен гол на Стојков, 2:2. Одново нашите се враќаат. Наистина прекрасен удар, успеа да го измаи Ван дер Сар, кој очекуваше удар на во подалечиот агол, биеше многу итро на првата статива и успеа да го измаи Ван дер Сар. Прекрасен гол. Пандев од Пандев Стојков за 2:2, за ново расположение, за нова бескрајна радост на навивачите.
Многу хитро Стојков успеа да го надмудри искусниот Едвин ван дер Сар. Македонија, Холандија 2:2. Оваа фудбалска драма продолжува. Неизвестноста и натаму трае. И уште еднаш од овој агол го гледаме моментот за втората голема радост за сите нас. Одново релативно брзо нашите се враќаат. За 4 минути успеа да го изедначат резултатот. Изворедна фудбалска вечер. Вечер за паметење. Надпревар со 4 гола до сега, со долго, бескрајно долго тактичко надигнување. Ја менува одлуката тренерот Драган Канатларовски. Го гледам Ванчо Трајанов сега се подготвува да влезе во игра, а вратен е назад Александар Баевски. Кајт, Јолко Божиновски, победен удар за Холандија. И еве сега доаѓа до онаа замена. Ванчо Трајанов на чие место? Дали е тоа Јанчевски? На местото на Игор Јанчевски. Се од себе даде Јанчевски во овој надпревар во изморедно деликатната улога што ја имаше на средината на теренот. Па навистина и најопторетен беше средниот ред. Се истроши играчите во средината. Така да Трајанов со своето трчење, залагање и кога се знаме борен голем, ќе треба да му се служи. Шакири. Пандер. Тамо е Буларуш. Остава топката да иде за аут. Македонија, се ори на градскиот стадион. Ова е величествена фудбалска вечер, во која што еве 70 минути и нешто повеќе репрезентацијата на Македонија достојно, рамноправно му се спротивставува на великанот на светскиот фудбал. Де Јонг. Чукаат срцата за нашите, сите посакуваат можеби и трет гол во мрежата на Ван дер Сар. Давид. Макај. Седловски. Шакири. Ванчо Трајанов. Слободен удар. Многу прекини во полза на холандјаните. Сепак, судијата и некој пат им прегледували спортски прекиндот и да судија некои прекрши што не би ги судел за било која друга репрезентација. Ван Бомел, Кастелен. Васовски, побрз. Трајанов, прв контакт со топката. Пандев. Расположен за игра, сака да се надигрува. Сака токму против холандскиот фудбалски великан да покаже дека не случајно уште 15 минути до крајот. Давид. Божиновски во аут. Познат е Давид како контраверзен фудбалер. Стартот на Крстев навистина беше остар, има жолт картон, а еве сега доаѓа до уште една измена во нашата репрезентација. Влегува Александар Баевски на местото на стрелецот на вториот гол Асе Стојков. Фудбалерот на Фиделис Андрија во седмиот надпревар го постигна најдрагоцениот, најслаткиот гол во кариерата и еве го во преградка на селекторот Драган Канатларовски.
Вистина, вечерва тандемот од Крумиц игра многу добро. Хајт. Баума. Тежиштето на играта префрлено на десната страна. Ван Бомел. Де Јонг, односно Седловски. Хајт. Баума. Давид. Висока топка упатена кон Ван дер Варт. Голаут. Наистина би требале да се справиме со овие високи топки, бидејќи Марко Ван Бастен во многу непријатна ситуација. Исполнети срцата на љубителите на фудбалот. Баума. Де Јонг. Гуларуш, Шнајдер. Гуларуш. Гуларуш, Шнајдер. Давид. Топка за Хајт, но тука е Божиновски, Александар Митревски. Непрецизна паралела, обид да се проигра Пандев. Одлична проценка на Божиновски. Аут за Холандија. Наистина треба да се очекува дека холандјаните сега ќе тргнат една карта и може тоа да се искористи. Хајт. Пресилно голаут. Марко Ван Бастен се чини испрати уште еден фудбалер на загревање, ако не се лажам, тоа е Джовани Ван Бронфорд. Аут за Македонија. Пандев. Трајанов. Гуларуш. Пасовски. Мораше да фаулира. Ова ќе биде жолт картон. Нема исправно од случајот. Таа испадна непотребно и мораше да прекаше да спречи опасен контра. Ван дер Варт. Ван Бомел. Баума. Давид. Овдира Баевски. Овден удар за Холандија. Нешто побрза игра на линијата. Го забрзуваат темпото. Овие моменти до израз доаѓа квалитетот на фудбалерите од средниот ред на Холандија. Овден удар за Шнајдер. Остра топка и тоа е корнер. Петти удар од аголот. Бескрајно долги 10 минути до крајот. Хајт. Одново, тоа е Шнајдер, простете. Крстев преку себе. Шнајдер. На него оди Шакири. Аут за Македонија.
да се здивне, да се земе воздух. Еве и четвртата измена, тоа е Дени Ломзат на местото на дали беше тоа Фан Бомел, не успеав да видам. Да, Марк Фан Бомел не си знае игра вечерва на градскиот стадион. Наистина од тоа како што и он може да одигра, денеска не покаже ништо. Пандев. Паулира Митревски, слободен удар за Кајт. Петер Фројтфелд како 12-ти фудбалер на Холандија. Секој контакт го санкционира со фаул. Баума. Опасно е, Кастелен. Гол аут. Наистина са момент кај се излече на противната страна, таа што играше стори Вишев, но не успева да реализира Вишев на играч. Се вивна Баума, но од грбот на Шакири. Слободен удар за Македонија. Давид. Аут за Македонија. Ожиновски. Крстев. Еден успешен дриблинг, вториот не. Баума. Буларуш. Кастелен. Шнајдер. Кастелен. Панчо Трајанов е кај него. Баума. Седловски, компјутерски точно. Давид. Кајт. Топка за Фандерварт, тука е Седловски, маестрално. Баевски, услови за контранапад. Пандев е напред, Баевски. Слободен удар за Македонија. На повреда се жали еден од холанѓаните. Брзо станува Де Јонг. Времето работи против лалињата, а бескрајно долги 6,5 минути до крајот. Пандев. Трајанов. Аут за Холандија. Навистина сигурно и во најлошите нивни замисли за овој натпред не мислеа дека ќе бидат оваква ситуација. Крстев, штета. Кајт. Шнајдер. Кастелен. Немаше потреба, почитува предно шведскиот судија. Баевски. Дриблинг на Баевски. Дали конечно жолт картон? Да. Со тешко срце Петар Фројтфелд му покажува жолт картон на Халид Буларуш. Ова беше ситуација 2-2. Извонреден дриблинг на Баевски. Божиновски. Крстев. Александар Митревски. Дриблинг на Митревски. Трајанов. Удар на Трајанов во телото на Де Јонг. Божиновски. Ево е Пандев.
И сега, откако крена раце холандските фудбалери, кренато знаменцето, се чини дека немаше офсайд. Чекаше помошниот судија да види дали топката ќе стигне до Пандев, кој посејде да беше во офсайд. Бидејќи беше многу во воздух, мислеше да не стигне некој од нашата репрезентација до тата. Кастелен. Божиновски. Давиц. Кастелен. Него во средината. Шанса за холанѓаните. Јане Николовски спасува корнер. Опасен играч кој тоа се што направиот, веќе си се преконува. Далеку најекспонираниот во вечерашниот натпревар. Андервард. Се подготвува уште една замена во нашата репрезентација. Владко Гроздановски треба да влезе во игра. Би рекол тактичка замена на селекторот Драган Канатларовски. Кајт. Пресилно. Јане Николовски до секој случај. Еве можност, не е сепак, топката е во игра. Во наредниот прекин Владко Гроздановски ќе влезе во игра. Де Јонг, но тука е Баевски. Им задава многу маки на холанѓаните. Нов слободен удар. И сега може да влезе Владко Гроздановски на местото на, да видиме, на Пандев. Сигурно во онаа повреда Пандев чувствува последици пред едното кога се ги новините, што беше... Но во секој случај му дава можност Драган Канатларовски со аплауз да биде испратен до теренот, стрелецот на првиот гол за нашата репрезентација. Аплаузи за Горан Пандев, за нашата голема перспектива, за нашата нова фудбалска звезда, одигра одлично. Е пеналти код туркање меѓу Гроздановски и Давиц. Бриеш во 16-никот, Шакири во живиот зид. Најбезбедно е кај голманот Никол. Давиц. Извонреден скок на Васовски. Буларуш. Кастелен. Интервенција на Митревски. Аут за Холандија. Легуваме во последната, во 90-та минута. Треба да се издржи уште малку. Спасува корнер. Само еден од нашите, успеа да видам кој. Весилно гол аут. Добре, што повеќе да ги оддалечиме од нашиот гол во овие моменти. Македонија. Потребни е поддршка на нашите на истекот од 90-та минута. Крстев. Аут за Холандија. Колкаво ќе биде судиското продолжение. Буларуш. 4 минути. Бескрајно долги 4 минути. Александар Митревски. Давиц. Много е опасно.
Макај. Пасловски да штитува, Шакири. Но тука е Кастелен. Одземена топка од Трајанов. Упорен Кајт. Но и Трајанов. Слободен удар за Холандија. Седловски. Фаулиран Крстев, слободен удар. Наистина добро е што холандјаните пробуваат само со долги топки, а не се толку корпулентни во нападот како пред, како беше Хојдинг. Мислам дека не одговара да продолжите. Се чувствува кај нив нестрпливост, веќе и паничност, што побрзо да се упати топката кон голот на нашата репрезентација, а времето тече бавно. Секундите како минути. Митревски. Топка за Крстев. Јуначки го одигра на треварот против Холандија. Колку само претрча, колку само имаше дуели со холандјаните на средината од теренот. Андерсар. Голот е празен, слободен удар. Уште 2 минути до крајот. Де Јонг. Дуларуш. Топка упатена кон Кајт. Божиновски. И сега услови за контранапад преку Трајанов. Не стигна топката до Баевски. Аут за нашата репрезентација. Ги губи нервите. Кајт. Жолт картон. Некако како и холандјаните да го изгубиат темпосот, мислам дека полека покажуваат и немоќ. Една минута до крајот. Почнува одбројувањето на последните 60 секунди. 60 секунди од големиот успех на нашата репрезентација, од резултат што значи 2-2 рамнина победа. Сите се на нозе, сите аплаудираат, сите се во очекување на последниот свиреш со судијата Петер Фројтфелд. Шанса за нашата репрезентација, тоа беше Баевски, расположен, изнудува аут. Уште 20 секунди. Трајанов. Нафрлува и спасува во последен момент Мандерсар. Незгоден удар. Седловски крај. Македонија Холандија 2:2. Македонија останува непоразена против петтата репрезентација во светот. Резултат што ќе одекне во светот, раменна сензација. Браво, браво наши изворедни 90 минути, јуначки, рамноправно против големиот фаворит. Вистинска веселба на теренот. Неизмерно голема радост на нашите фудбалери. Долу е колегата Зоран Видевски. Не успевам да го видам, веројатно е близко некаде таму до нашите кои ја поздравуваат на публиката, кои јуначки ги издржаа овие прекрасни, содржени 90 минути исполнети 104 гола. Тука е и селекторот Драган Канатларовски. Ова беше оној последен момент, онаа последна закана
она блиска средба може би со сензација, со победа од 3:2, но овие 2:2 се рамни на победа. Не успеавме против романците, но затоа евене против холанѓаните, против великанот на светскиот фудбал, извонредни 2:2 за многу самодоверба, за многу полетно понатамошниот тек од квалификациите за светското првенство. Нема ниту трунка сенка на овие 2:2 изборени во честна, очиновска борба против моќните холанѓани. Величествена атмосфера на градскиот стадион, исполнет речти до последното место. 90 минути за паметење, 90 минути на фудбалска гордост, 90 минути што може би ќе направат чекор напред на нашиот фудбал на меѓународната сцена. Убаво е вечерва да се биде тука присутен на поприштето на големата борба. Зоки повели. Јане Николовски, ја видовме во еден момент топката во нашата мрежа со фантастичен пантерски скок успеа да извадиш, успеавме да се избориме за овој феноменален резултат. Па добро, за она што го погреши во првото полувреме при онај центаршут, се надевам дека се извадил за таа шанса што ја имаја холанѓаните. Мислам дека остваривме еден многу добар резултат, кој што ќе ни даде еден поттик за понатаму во утакмиците. Меѓутоа мислам дека што побрзо го заборавиме овој успех, толку ќе биде подобро за нас, бидејќи веќе во среда не очекува еден надпревар каде што мораме да освоиме 3 бода и да продолжиме со добри игри. Се надевам дека ќе биде така, ти посакувам многу успех и уште многу прекрасни одбрани. Ќе ги слушнеме набрзо и другите наши фудбалери кои во моментов заедно со публиката на градски ја прославуваат оваа победа. Се враќаме повторно на коментаторската позиција. Љупчо, би те замолил за завршен коментар. Верувам да и ти си возбуден, радостен, среќен од овој учинок на нашата Па репрезентација. јас мислам дека нема еден човек во наша држава што не е среќен и што не беше денеска вечерва заедно со овие наши момчиња репрезентативци, мои колеги бивши, мислам мои колеги, и од се срце честитки за овој голем успех. Сосема заслужени 2:2 со малку повеќе среќа можевме да победиме Холандија. За Холандија им се осети онаа нивна бескрајна стрпливост, веќе кога видоа дека се немотни, го изгубија компасот, не може да се вратат, заслужени 2:2 за нас, со палце повеќе среќа и победа, што нема да беше изненадување за сите оние што гледаат меч. Нов квалитет во нашата репрезентација. 2 пати успеваше да изземни, 2 пати се враќаше во игра. Навистина само тоа е доказ дека навистина во оваа репрезентација има потенцијал и сила, бидејќи една Холандија 2 пати да води и 2 пати да се вратиш во игра, навистина е потребен квалитет, храброст, срце, што овој пат нашата репрезентација го имаше. Еве го Зоки Видевски со Милтревски. Мечот тежок, но задоволството на крај многу поголемо. Добро, најсакам прво да им благодарам на сите гледачи што толку дојдоа во голем број. Мислам дека денес одигравме доста стварно добар надпревар. Ето, губевме на 2 пати, изедначиме 2:2, мислам дека денес е голем празник за македонскиот фудбал. Против една велесила во светот, голема победа. Не решам ништо како победа. Среда ти посакувам многу успех. Васовски, навистина во овие моменти кога е тешко да се одбере кој е најдобар, би сакал сите да се одбере крај мене. Твојата оценка за мечот? Па добро, ова беше можеби најтешкиот меч во групата. Се сретнаме со петата репрезентација во светот. Мислам дека сите репрезентативци од ден до последен го ставија срцето на теренот и успеавме да извадиме нешто. Мислам дека можевме да победиме доколку искористивме шансите на почетокот, но нерешениот исход исто како победа. Зошто да не во Холандија кога ќе гостуваме? Сега повеќе ќе не респектира во Холандија. Посебно мотивиран дали дека токму играше против, условно ќе кажам, своите холанѓани. Да, сигурно јас го очекував овој надпревар со драга волја, се подготвував само за овој надпревар бидејќи наставувам таму 7 години и бидејќи на некој начин немаат респект према нас. Денес му докажуваме дека сме стварно добра репрезентација и мислам дека сите играчи го дадат својот максимум и го изведевме тој добар резултат нерешено 2:2, можешме и да победиме доколку го искористиме шансите. Крстев, оваа репрезентација има огромна перспектива, се чини. Па мислам дека има, сите сме скоро млади, сите 25 години, доколку играме вака сите утакмици, мислам дека ќе го обезбедиме и најдобриот пласман до сега во нашата земја. Среда гостуваме во Андора. Одиме на победа. Како и секогаш, ти благодарам, многу успех. Толку од патеката долу крај стадионот се враќаме
кај колегите Калински и нашиот ко-коментатор Марковски, а секако програмата на вториот канал продолжува. Љупчо, само мислам дека во завршниот коментар не смееме да го заборавиме селекторот Драган Канатларовски, кој одлично ја постави играта на нашата репрезентација, со добри проценки успеа да им парира на сите линии на холанѓаните. Да, вистина, добро подготвен, стручен штаб, добро подготвен, осети од каде може да биде опасноста, на секоја позиција стави соодветен играч и таму каде што стрелувавме, по десната страна Васовски добро се справи и затвори сите проблеми можни, ги сврли од игра најјаките адути на Холандија и сето тоа е само една коцка во склопот се она што денеска се случуваше на градскиот стадион. И нормално без добра тактика нема и добар резултат, а овој резултат покажа дека и тактички и физички сега го може да одговориме и да играме против една велесила како што е